сите, јас сум Мина Илиевска, ученичка во Јахја Кемал. На денешното интервју сум со Антон. Здраво на сите, јас сум Антон Златков, ученик сум во средното училиште Јахја Кемал и исто така играм шах. Кажи ми за почетокот кога за прв пат доби желба и интерес за шахот и дали имаше некој кој те инспирира или те мотивирал да избереш да се занимаваш професионално со тоа? Па, јас како мал имав интерес за логички игри, како исто и така и за математиката. Многу сакав да решавам, например, попрости математички задачи како што се одземање, собирање и исто така и сложувалка и такви некои работи. Па и шахот беше слична на таа игра и тоа ме инспирираше прво да се запишам во шах, а после тоа, откако се запишав, професорот во клубот Гамбит, професорот Орце Данчевски многу ме инспирираше да продолжам понатаму и на некој начин се влюбив во играта во шахот заради тоа. Да, како што знам, на 7 години се зачлени во Гамбит и дали на таа возраст имаш амбиции за понатака да продолжиш професионално со тоа? Дали си помислил некогаш дека би останал со таа професија понатака? Па јас на таа возраст се уште не знаев, не бев сигурен, повеќе спортови тренирав и исто така учествував на надпревари по математика и мислам дека и други предмети и не бев целосно, немав некоја желба да станам професионалец и не знав ни колку добар ќе бидам во тоа, но понатаму имав такви амбиции. Како што кажа дека и твоето семејство има искуство со шахот, дали си имал прилика да добиеш некои интересни совети или да речем потези за да ги искористиш например на турнир или на надпревар? Па да, како мал прво пред да се запишам во клубот Гамбит, играв со дедо ми Ѓорги шах. Кога почнав малку да го победувам и да покажам малку дека имам некој си талент во играта, или се запишав во клубот и после тоа татко ми исто така прилично добар во шах и ми помагаше да научам некои трикови, некои стратегии исто така. Но исто се разбира дека имав и поддршка и од другиот дел од семејството. И така. Што се однесува за тоа со училиштето и училишните обврски, дали ти било тешко за време на турнири и тренинзи, дали ти било тешко да ги балансираш училишните обврски со шахот? Па, во генерално не, но морам да го пофалам и училиштето во тоа што ми помогнало дека кога сум учествувал на турнири и кога сум бил на тренинзи, тие ми овозможувале да ги одложам задачите или тестовите и тоа ми помогнало малку повеќе се фокусирам кон шахот и да не се стресирам толку за домашните, но немав некој проблем. Да. Исто Јахја Кемал е едно од првите училишта што го вовело шахот и уште пред многу одамна. Колку ти беше важна таа средина во твојот развој? Дали си имал повеќе мотивација од тоа? И дали сметаш дека шахот треба да биде позастапен во другите училишта и да, например, јас од 4-то одделение бев ученик во основното училиште Јахја Кемал и таму беше воведен како изборен предмет шахот и тоа многу го сакав јас, например, дека не бев најдобар во мојата генерација како шах и ме мотивираше да бидам и подобар и исто така со учениците исто им беше интересно и им беше интересно како јас сум првак во Македонија и се понатаму и да, мислам дека шахот треба да се воведе барем како изборен предмет во
училиштата барем до некое одделение. Бидејќи сепак мислам дека шахот помага за развојот на мозокот и помага и за например за училишните предмети како математика и тие што имаат повеќе логика. Така, исто си учествувал на многу турнири и во едно постарно интервју кажа дека шахот исто ги учи луѓето мирно да ги прифаќаат поразите и смирено и скромно да слават победа. Дали некој конкретен пораз од тој што си го имал ја научи оваа лекција според тоа? Па во мојата шаховска кариера би рекол дека сум имал многу тешки порази, кои што ме научиле дека нели таква е играта, таков е животот, уствари дека некогаш ќе изгубиш, некогаш ќе победиш, не е секогаш сјајно и немало некој конкретен пораз што ме научило тоа, но многу порази некако сум научил самиот. Во врска со турнирите, луѓето ги гледаат турнирите и победниците само, не ја гледаат задната слика, подготвувањето и тренинзите пред тој турнир. Како изгледа едно нормално подготвување пред натпревар и колку често имаше тренинзи, вежби и како се одвиваат? Па да, многу, како што кажавте вие, многу често ги гледаат победниците и не гледаат работата, мислам трудот што се внесува во тоа да станеш победник. Најчесто многу за да станеш врвен во нешто треба многу време да посветиш во тоа. Треба да ти биде како обсесија на некој начин, за да бидеш најврвен во вакво. Мене подготовките па многу часови од денот посветувам во подготовките, како не знам 5-6 сати, тоа е на сите начини, тоа може да биде на неколку начини, например како за отварања, за стратегии, за завршници, за неколку правци може да биде тоа. Да. Исто така, дали си имал некој турнир кога навистина си бил под притисок, кога си се почувствувал исцрпен, уморен? Па да, на многу турнири сум се почувствувал така, бидејќи шахот многу изморува, например, особено од кога ќе играш некоја долга партија со некоја многу тешка позиција или многу сепак долга, као 5-6 сати може да трае и сум се почувствувал многу така. Но, например, исто така помага во шахот да имаш добра физичка кондиција, ќе многу помага со колку издржуваш и помалку да се чувствуваш исцрпен или изморен. Да. Дали после натпревар меморираш нешто или си запишуваш, например, потезите во тоа што си успеал да го направиш? Па сред партија или кога се игра на долго темпо се запишуваат потезите и после тоа откако ќе заврши партијата, многу е добро да се анализира и да гледаш што си мислел сред партија, дали тоа било добро. Особено е добро ако анализираш со некој дали тренер или другар со исто ниво и тој да каже мислење како би одиграл во некоја позиција и така. На Европското првенство во Катовица си играл, речиси, со 500 играчи и заврши меѓу најдобрите во Европа. Кога сфати дека овој турнир станува нешто посебно за тебе? Па јас сфатив дека веќе 2 кола пред крај дека имам некои шанси да постигнам некоја таква цел. Но сепак беше малку нереалистично, веќе требав да победам со 2 велемајстори поред, и тоа јаки велемајстори. Но како што проаѓаа партиите, како што ја победив првата, па после и дојдов многу подобар во втората, сфатив дека имам големи шанси за тоа да се случи.
А дали си имал некоја специфична игра или која ти останала така најдрага или најемотивна или омилена? Во турнирот? Да. Па да, особено последната партија многу добра ја одиграв и таа ми е најдрага од целиот турнир, биќе таа последната и ми направи да земам велемајсторска норма и да се квалифицирам во светскиот куп. Да. Како беше атмосферата кога играше против толку меѓународни признаени играчи со висок рейтинг? И како остануваш мирен под тој притисок? Па да, многу често сум јас возбуден, но во таквите партии кога што е многу долго темпото, пробувам да се смирам, да се фокусирам само на шаховската табла, да не мислам за други работи и атмосферата е сјајна, би рекол, бидејќи има многу велемајстори кои што како мал сум ги гледал на социјалните мрежи како играат шах на пример и сум се восхитувал и да, така. Квалификацијата за ФИДЕ светскиот куп е огромно достигнување. Како се чувствуваше тогаш? Кога се врати дома после тој турнир, дали се мотивира повеќе за да се надпреваруваш повеќе? Па, многу се чувствував исполнето со тоа што се квалифицирав. Тоа е, мислам, многу ретко се случувало, на пример, од кај нас од Македонија, некој тоа да може никогаш не се случило, не сум сигурен. И да, многу голема мотивација ми даде да понатаму да се бавам со шахот и да, ми даде мотивација уште повеќе да вложувам и да се сватив дека не сум воопшто слаб во играта и дека можам да се надпреварам и да се држам со врвни велемајстори, што не може тоа секој да го прави. Да, значи на некој начин ти ја променил и визијата за патот. Да. Да. Како за крај, дали имаш нешто да споделиш за младите шахисти од твоето искуство? Па, јас од моето искуство да споделам дека многу е важно, на пример, за младите шахисти, особено ако многу имаат голема желба да станат нешто со шахот или да постигнат некој успех, е да работат или да вежбаат шах сами и не само со тренер, но исто да вежбаат сами и да се мотивираат на некој начин, да играат повеќе и да анализираат партии, тоа. Ти благодарам, Антон, за одвоеното време. Ви благодарам за поканата. И ви благодарам за вниманието. Thank you.